Ова година ќе се обновува инфраструктурата во Моноспитовското блато за полесен пристап и поголема посетеност на овој природен резерват богат со уникатни растенија и животни. Општина Босилово доби 65.000 евро од ИПА 2 програмата на Европската унија за обновување на веќе постоечките патеки и посматрачници, со цел ова мочуриште да биде туристичка и научна дестинација. Реконструкција на патеки во Моноспитовско блато во должина од 1 километар, реконструкција на наблюдувачници, на кукички за засолување, потоа за изградба на паркинг простор во културно-едукативниот центар. Се надам дека во иднина ќе го ставиме на туристичката мапа на општина Босилово и во Република Македонија. Иако нема соодветна научна студија, сепак биолозите тврдат дека во Моноспитовското блато има десетина видови алги, водземни реликти, стотици разновидни растенија и над 200 видови птици кои што живеат или блатото им е попатна станица. Ова зад мене е Моноспитовското блато кое што своевремено се протегаше на околу 5000, а сега само на 400 хектари. Станува збор за природен резерват каде што има уникатни растенија и животни кои што ги нема на други простори, не само во земјава, туку и на Балканот. Првиот човек на општина Босилово Зимбаков смета дека Моноспитовското блато треба да биде прогласено за национален парк, со што ова единствено мочуриште би имала поголема државна заштита. И од биолошки гледни аспект, како што спомнав, е доста интересно. Меѓутоа, ние се трудиме овој објект или ова блато да го ставиме под закрила на државата, односно да го прогласиме како национален парк. Тоа оди преку Министерството за животна средина. Моноспитовското блато може да биде и самоодржливо, бидејќи може да се користи за риболов, а трската од истото може да се користи како биогориво за затоплување на неколку стотици домакинства од околните села.